Полицајци, здраво! Почитувани, ве замолувам за внимание за интонирање на химната на Република Македонија. Почитуван министер за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, почитуван заменик министер господин Нухију, почитуван директор на Бирото за јавна безбедност господин Велковски, почитуван директор на Управата за безбедност и контраразузнавање господин Николовски, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија господин Мемеди, почитуван градоначелник на град Скопје, почитувани министри во владата, ваши екселенции, ценети гости и колеги. Добар ден и добре дојдовте на показната вежба на дел од единиците во Министерството за внатрешни работи по повод одбележувањето на Денот на македонската полиција. Го поканувам министерот за внатрешни работи господин Оливер Спасовски, директорот на Бирото за јавна безбедност господин Лазо Велковски, директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање господин Горан Николовски и началникот на одделот за специјални полициски операции господин Бранко Трајановски да доделат признание на припадници на единицата за брзо распоредување и посебната единица на полиција за повеќе годишно, успешно и професионално работење во единиците, како и да доделат благодарници за досегашната успешна соработка на неколку јавни предпријатија и градоначалникот на град Скопје. Повелете. Од единицата за брзо распоредување го повикувам Хусеин Мифтари, кој ќе добие признание за 5 години работа во единицата за брзо распоредување.
Од единицата за брзо распоредување за 10 години работа во ЕБР го повикувам Ненад Младеновски. За 15 години работа во единицата за брзо распоредување го повикувам Ацо Михаиловски. Признанија за повеќе годишен успешен и професионален ангажман во посебната единица на полицијата ќе добијат Горан Цикарски. Признание ќе добие и Иса Муареми. Признание и за Горан Цонкински. Во знак на благодарност за досегашната успешна соработка, благодарници им се доделува на јавното собраќајно претпријатие Скопје. Молам представник. Молам представник и од јавното претпријатие Паркови и Зеленило. Молам представник од јавното претпријатие Улици и патишта. Благодарности до градоначалникот на град Скопје господин Петар Шилегов. Го поканувам началникот на одделот за специјални полициски операции господин Бранко Трајановски да им додели плакети на министерот за внатрешни работи господин Оливер Спасовски. Повелете. За посебен придонес во афирмацијата на работењето во единицата. Ваква плакета ќе добие и директорот на Бирото за јавна безбедност, господин Лазо Велковски. Плакета и за директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање, господин Горан Николовски. Ви благодарам, почитувани, повелете на своите места.
Првата показна вежба ќе ја изведат припадниците на единицата за специјални задачи, високо ризично запирање на возило, напад на возила. Почитувани, ве информирам дека во следнава вежба ќе бидат користени пиротехнички средства и звучни ефекти. Во оваа тактичко показна вежба, единицата за специјални задачи ќе презентира техники и тактики за напад на возило во движење и неутрализирање на опасни и вооружени лица. По добиени информации од службите во врска со движење на патничко моторно возило во кое се наоѓаат опасни вооружени лица, сторители на кривични дела, на одредена локација единицата за специјални задачи ќе примени тактики на прикриено следење со цел за да се пресретне и на погодно место присилно да се запре патничкото моторно возило и да ги уапси или неутрализира осумничените. Уште еднаш ви известувам дека за време на оваа точка ќе бидат употребени пиротехнички средства и експлозиви. Да погледнеме. Ќе имате можност да проследите методско показна вежба со припадниците на единицата за службени кучиња и секторот за внатрешни работи Скопје, оддел за безбедност на патниот сообраќај.
оневозможување на лице при обид за бегство со употреба на службено куче со заштитна корпа без поводник и употреба на еден тим со службено куче за откривање на опојни дроги и еден тим со службено куче за откривање на пари во кеш. При постапување согласно месечен план на припадниците на единица за службени кучиња и одделението за безбедност на патниот сообраќај, полициските службеници од одделението за безбедност на патниот сообраќај на даден знак запираат возило. Брзо. Трябваше после да го кажам. От кој ти е за... Ово ти го кажам уште едно. Полициски службеници од одделението за безбедност на патниот сообраќај на даден знак запираат возило. Една од лицата го напушта возилото и се дава во бегство. Се употребува службено куче со корпа на лицето кое се дава во бегство. По освободување на лицето, од страна на службено куче, двајца полициски службеници пристапуваат кон приведување на лицето, вршат претрес на лицето и го приведуваат. Во исто време се приведува возачот на возилото, се врши претрес на лицето, се води во патролното возило, од каде што може да го следи прегледот на возилото. Полициски службеник врши визуелна проверка на возилото. Пронаоѓа 3 торби кои ги зема и ги поставува за да се изврши преглед со службено куче за откривање на пари во кеш.
Во текот на работата, водечот со службено куче за откривање пари во кеш, службеното куче дава детекција со гребење, водечот дава знак со подигање на рака и го наградува службеното куче со топче. По завршување на прегледот се пристапува кон употреба на тим со службено куче за откривање на наркотични дроги. Службеното куче дава детекција со гризење и гребење за постоење на бараните продукти. При што водичот дава знак со кревање рака и го наградува службеното куче со топче. Од страна на полициски службеник се врши преглед на тој дел од возилото, при што пронаоѓа неодредена количина на опојна дрога, која во реални услови се предава на алкоголична постапка. Со ова методно показната вежба е завршена. Благодариме на вниманието. Во продолжение, припадниците на единицата за брзо распоредување ќе прикажат сценариска вежба од нарушен јавен ред и мир од страна на демонстранти во поголем обем, која се состои од 4 фази. Првата фаза е демонстрација од страна на маса граѓани и појавување на полициски сили и превентивно поставување пред нив. Во втората фаза ќе бидат презентирани зборните распореди во место и во движење и потиснување на масата. Третата фаза е приказ на употреба на заштитна маска и растурање на масата.
Четвртата фаза е завршна фаза на сценариската вежба, во која ќе биде прикажана употребата на водениот топ во координација со полициските кордони и формите на интервенција на припадниците на ЕБР со акцент на растурање на масата на помали групи и контрола на просторот. Се појавила група демонстранти кои што запоседуваат одреден простор кој што е интересен за нив. Во моментот по добијање наредба, полициските сили Обединетото за брзо распоредување се упатуваат со возила ВОЛ до местото за интервенција и се поставуваат во формација во кордоните. Тие користат звучни и светлосни сигнали како предупредување дека се присутни на терен. Полициските возила ќе бидат поставени на одредено расстојание од демонстрантите, се со цел да заштитат и блокираат одреден простор. По поставувањето на возилата во кордон, полициските службеници се местат и излегуваат позади возилата во формација група. Откако ќе биде блокиран просторот, полициските службеници се припремаат да се постават во зборни распореди, моноблок, по биноми и по групи. Полициските службеници добиваат наредба физички да блокираат простор со што масата е дополнително иритирана. Со движењето кон масата, полициските службеници ја предупредуваат масата да се повлече. Ова е форма моноблок. Во моментот се потиснува масата. Бидејќи има активен отпор од страна на масата, полициските службеници добиваат задача да употребат средство за присилба тонфа. Бидејќи се исполнети законските услови за употреба на хемиски средства, следува подготовка за заштитна маска да се стави и ставање на заштитна маска. Следува употреба на димни бомби,
бочната страна на полицискиот кордон се упатува специјално возило за растурање на маса со воден млаз, кој што ќе помогне на полициските кордони масата да се растури со поблаги средства за упат. Како се видат преми полициските кордони, командирот дава задача енергично да се растури масата. Во моментот се повикува бомба. Масата демонстранти се насочува кон правото кој што ги наложува полициските кордони. Во овој момент имаме заземање на простор и контрола на истина. Вежбата залог и договорено на земјата. Благодариме на сите единици за денешното нивно учество и она што имате можност да го видите во денешниот ден. Со ова почитување го завршуваме денешниот ден, денешната активност во чест на празникот на македонската полиција. Ве поканувам на разгледување на тактичко-технички збор, изложена опрема од единиците на Министерството за внатрешни работи, а веднаш потоа ве поканувам на скромен коктел. Благодарам за вниманието.